Почитуван председател, почитувани колеги, почитувана министерке, се надевав дека ќе поседите да слушнете нешто од нашите излагања, да видите каков хаос предизвикавте. Министерката завршила со точката, има представник на точката, оставете ја мисле. Извини, ама оставете министерката, тука е представникот на точката. Така, ќе си дискутирам по овој предлог закон, кој што е последица на законот за покачување на минимална плата, донесен од Министерството за труд и социјална политика и представникот кој што како и да е, точката е административни службеници. Предлог закон за изменување на законот за административни службеници. Ова е, како што кажав, последица на оној закон кој што пред се целта беше популистички да се заштити нешто, односно да се направи некој маневар само за да се постигне визуелен ефект дека владата или овие министри се грижат за доброто на граѓаните, меѓутоа, еве, сега се соочуваме со огромни последици, за жал, и со многу незадоволство од граѓаните, посебно во последниве неколку дена, кога гледаме дека сите институции штрајкуваат, има најава за нови штрајкови, затоа што немаме усогласеност и немаме принципијалност и правичност во носењето на законите. Оно што е предвидено во овој закон, во овој предлог закон, во целите и начелата. Ќе почнам од првата реченица. Основна цел на предлог на законот е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор со најниски примања преку воспоставување на ист износ на законска минимална плата и скалесто усогласување и така натаму. Скалестото усогласување го испуштивте намерно, затоа што претходно го избришавте член 3 од законот кој што го гласавме пред овој месец, каде што стоеше усогласувањето, меѓутоа беше тргнат за да може да се направат овие популистички мерки. И понатаму сето тоа што планирате да направите ви пропаѓа во вода, затоа што целта на овој закон е промашена. Со овој закон се предвидува оние кои што имаат пониски примања од новиот закон за минимална плата под 18.000 да се достигне оваа сума од 18.000, а понатаму никакво скалесто покачување со да се усогласат овие нивоа на сложеност на работа согласно останатите закони и согласно овој закон за административни службеници. Ние како пратеничка група, предпоставувам и вие, добивте еден амандман поднесен од УПОС, едно барање за усогласување, односно линеарно покачување на платите, затоа што вие кажавте, односно овие страни на социјалниот диалог кои што преговараат, кажуваат дека не може, дека нема услови за скалесто покачување, па сега ќе одиме на некаков социјален диалог помеѓу двете страни, па текомно ќе се договарале усогласувањата и согласно овој социјален диалог УПОС се испадна со свое барање, каде што бараат покачување на бодовите по коефициентот на сложеност на работа, за да имаме каква таква правичност, односно некакво линеарно покачување, што не е наисправно, меѓутоа е подобро од ова што сега се нуди во овој закон. Со овој закон само овие нивоа од Г1 до Г4 ќе имаат покачувања, а останатите од А1 до В4 ќе немаат апсолутно никакви покачувања, односно некаде ќе биде по 3000 денари покачувањето, некаде ќе биде 100 денари покачувањето. Дополнителен проблем е тоа што со членот 2 се предвидува одредбите од членот 1 на овој закон со кој се менува членот 87 ќе отпочнат да се применуваат со исплатата на мартовската плата во месец април, а некои институции веќе исплатија плата и сега како ќе одат овие усогласувања и дали ќе се одземе дополнително време за некакво замислено усогласување ќе остане прашање. Едно треба да се знае, и ова ќе го кажам затоа што ова се крие и од медиумите, и од јавност. Доколку во моментов земате основна плата под минималната плата, односно под 18.000 денари, а со вашите додатоци
кои ги имате по различни основи, вклучувајќи го и минатиот труд. Ако вашата плата преминува 18.000, макар и со 1 денар, платата ќе ви остане иста. И тоа умешно се крие, односно кај некој кој што има по основ на стаж поголемо покачување, а некој кој што има помалку стаж со помало покачување, меѓутоа ево повисока категорија, кај овој нема да се направи никаква измена. Само кај оној кој што има под 18.000 со сите заеднички додатоци. И тука исто така имаме една голема неусогласеност. Оно што вашиот премиер, за жал и наш, го кажа дека ќе имаме инфлација доколку се покачат платите на администрацијата и на образовните во образовните институции, е чиста лага. Како може еден административец кој што нуди административни услуги да влие на инфлацијата? На инфлацијата можат да влијаат само оние производствени капацитети кои што поради зголемени трошоци за репроматеријали, за нафта, за електрична енергија, зголемени трошоци за плати, тие можат да покачат цената на својот производ, па понатаму да се створи инфлација. Како може канцелариски работник, ако му дадеме 1000 или 2000 денари или 5000 денари повисока плата, да влие на зголемување на инфлацијата? Јас навистина не разбирам. Тоа што вие требаше да го направите претходно, требаше тука која беше представникот на регулаторната комисија да го зауздате и да му кажете да си ги намали трошоците, требаше да ги намалиме трошоците по разни основи, требаше да се намали акцизата, требаше да се намали ДДВ-то и така ние ќе немавме ваква инфлација. А сега немојте да кажувате лаги дека ако се покачат платите на администрацијата ќе има инфлација. Баш спротивно. Кога законски вие ги покачувате платите во приватниот сектор, наместо да се створи лојална конкуренција поради зголемување на поборувачката на пазарот на трудот, нешто што вие требаше да го направите, а не успеавте да го направите, затоа што не донесовте ниту една компанија странска, сега ова ќе имаме последица затоа што им ги покачивте вештачки платите на производството, на секторот кој што се занимава со производство. И ова е апсолутно промашена теза и кажете дека треба да си признаете дека не оди тоа така. Во однос на ова скалесто покачување кое што е во целта на закон, имаме покачување кај помлад референт од 3660 денари, односно 25,24%, и понатаму како се зголемуваат нето платите, постојано имаме намалување со тоа што идеме дека раководител на сектор ќе има покачување 0,96 денари од нето платата која што сега ја зима. Која е таа цел што вие ќе исполните со законов? Еден нека дојде и нека каже како ќе се исполни целта на скалесто покачување во законот со овака предложено решение. Јас навистина не гледам. Оно што се случува со платите. Имаме енормно покачување трет пат веќе на минималната плата. Но трет пат немаме усогласување согласно законите. Еден чекор ќе беше едноставен и најприфатлив за сите, доколку имаше усогласување на колективните договори со минималната плата. И понатаму ние ќе немаше потреба да дискутираме дали ќе ја покачуваме платава на административните службеници, дали ќе ја покачуваме во образование, дали ќе ја покачуваме во здравство, дали ќе ја покачуваме во било кој друг сектор. Со еден чекор ова сето можеше да се реши, меѓутоа, пак ќе повторам, како што сме сите навикнати, во време на криза, наместо да се направи нешто во однос на инфраструктурата, затоа што дополнително сега ќе има бран на затварање на оние компании кои што работат во Источна Европа, наместо да ги привлечеме ние со финансирање во инфраструктура, во подобра комуникација, ние како ќе ги привлечеме? Наместо таму да се финансира, вие давате пари за субвенции, давате пари за некакви
надокнади колку да се исполнат законските норми, меѓутоа не ги решавате проблемите, луѓе. Со овој закон правите дополнителни проблеми и системот ќе крахира, а дополнително ќе немаме ниту мотивација во административниот сектор. Сметам дека не е исправно ова решение, навистина овој амандман кој што го поднесовме по барање на УПОС требаше да се прифати, но мислам дека не е правилно што го правите.